Слушнав дека си тажен, си загубил верба, си станал лажен. Затоа јас сум тука за тебе, да знаеш јасно колку си вреден. Среќа и љубов во секој човек, за подобар свет во овој наш век. Дали сте се заинтересирале за подлабоки и суштински теми? Дали сте предпоставиле колку е важно како се храниме? Дали спортувате, пеете, танцувате? Дали се запрашувате како да си го направите животот посреќен? Дали сте ја започнале потрагата по себе си? Емисијата која ќе ви даде идеи и мотивација, која ќе ве разбуди и насочи по патот на вистинските вредности. Тоа е новото кул и младите веќе го живеат. Бидете своји, пронајдете се, следејќи ја новата емисија исполнета со среќа. Со љубов, Стефанија. Look straight ahead so many times and days. I've tried so hard, but I hope it's okay. Life gives its promises, everyone makes choices, but if you follow your heart, goodness will keep you alive. So you know after rain comes sun. Sun rises and shines into your mind. You know after rain comes sun. You feel like war is gone, but another's at your door. Open wide away and say, no fear anymore. I've heard the angel plays melody I find so strong. It still shows me a way, shows me a way of happiness. So you know after rain comes sun. Sun rises and shines into your mind. You know after rain comes sun.
Sun rises and shines into your mind. You know after rain comes sun. Sun rises and shines into your mind. You know after rain comes sun. Sun rises and shines into your mind. Во моменти кога се чувствуваме осамено, напуштено, недоволно сакано, прв и најлојален пријател на кој можеме да се сетиме се животните. Во првиот момент кога ќе го вдомиме, сите претходно наведени недобри состојби ќе исчезнат. Каква е свесноста на животните кај нас во Македонија, ќе коментираме во оваа емисија, со цел да ја пробудиме во вас таа безрезервна љубов која се создава помеѓу нас и нашиот миленик. Мои денешни гости на оваа сцена каде паѓаат сите маски се членовите на Сдруженијето Мали херои од Битола, Цеце Марковска и Билјана Јошевска. Епа, добре ми дојдовте во мојата емисија. Цеце и Билјана, како што претходно ги представивме, вие сте поборниците за правата на животните. Досега во претходните емисии ги коментиравме правата на луѓето, но сега веќе дојдоа на ред и животните затоа што опфаќаат огромен дел од нашиот живот. И нашата цел е секако да ја освестиме темата околу животните. Па вака, најпрво ќе започнеме со Цеце. Значи, објасни ми што се случува околу вашето здружение, Здруженијето Мали херои. Како се оформи, затоа што ти си председател нели на самото здружение, можеш да ми објасниш приказната околу формувањето, која беше твојата идеја, зошто ти го направи сето тоа? Здраво, Стефи, пред се фала на поканата. Здруженијето Мали херои, како сите што знат, формено е 2011 година од група на љубители. Претходно волонтиравме во друго здружение во Битола, кое беше прво, ова е како второ и остана сега на прво место. Здруженијето Мали херои е формено 2011 година во февруари месец од група на љубители кои што мислевме дека има потреба нашиот град од едно вакво здружение. Пред се целта е да се заштитат животните, бездомните животни конкретно и нивните права. А вие всушност со тоа вдомување кое го потенцирате, сакате да дадете акцент на тоа како всушност луѓето треба да се обратат кај вас па да ги вдомат животните или всушност тие можат и самостално да вдомуваат животни? Значи, сите тие животни за кои станува збор се всушност кај вас се наоѓаат или пак само ја подигнувате свеста за луѓето кои ќе сретнат некое бездомно животно и да го вдомат? Како оди процесот на вдомување? Вака, ние се залагаме веќе 7 години за свеста на луѓето, значи да се смени свеста во нашиот град и во Република Македонија околу бездомните животни. Процесот на вдомување, секој граѓанин пред се, значи мора да биде тоа општествена одговорност, треба да се грижи за тие бездомни животни. Пошто не значи ако се напуштени дека тие се безвредни, значи ние се залагаме за тоа. Секој граѓанин може да си вдоми бездомно животно слободно од улица, наместо да купи. Меѓутоа сакам да напоменам дека тоа е еден вид мода кај нас.
сега дојде за жал, а претходно во Европа и во сите развиени земји таа мода се практикува со години наназад. Значи луѓето престанаа да купуваат животни, посебно кучиња, мачиња, одрасно потекло, си вдомуваат. Значи дали од шелтер, дали од улица, без разлика. Кај нас бездомните животни ние ги чуваме кај волонтерите наши. Граѓаните знаат, ја познаваат добро нашата работа, знаат дека се трудиме максимално, значи да згрижиме колку што можеме во нашите дворови, кој како може да згрижи се разбира. И секој кој што сака да си вдоми бездомно милениче или да спаси некој живот, може слободно да ни се обрати. Па процесот, постапката ќе му објасниме накнадно. Па и нашето милениче кој е гостин во емисијата, Јована. Јована, може да те видиме? Веќе си се опушти и се чувствува како дома. Јована исто така е вдомено кученце, кое всушност не беше на улица, но од секако мои познати решија да го подарат на некаков начин. И тука нас како семејство ни се крена свеста дека всушност многу е подобро да вдомиш животно отколку да го купиш. Од страна што всушност тоа животно, пример кога го шетаме по улица, многу често не прашуваат која раса е. И сега кога ќе кажам дека е мешано, демек, ја нема таа свесност дека всушност ако е мешано животното, тоа може да има многу по-нагласени некои карактеристики за разлика од некои животни кои се така со педигри, кои точно знаеме раса, со одредени карактеристики. Таа пример вади некои карактеристики што дури ние самите се чудиме како може едно куче да ги извади. Во смисла, како, на кој начин би ја кренале ние свеста, значи за луѓето да почнат да гледаат како нормално кон овие животни кои се вдомени. Што мислите вие? Што да превземиме, освен на Facebook и освен што треба да се прави? Може би треба од фамилија на фамилија да се оди. Како мислите вие? Имавме ние, само да потенцирам, имавме ние таква активност од фамилија на фамилија. Значи, нашиот волонтер Скот од Peace Corps, американец, ја имаше таа идеја и ја спроведивме на некој начин. Одеа со слики, фотографии од самите животни и со објаснувања. Значи, дека се прочистени, стерилизирани или дека, например, им ги имаат средени дека се, значи во таа смисла. И луѓето не реагираа баш соодветно, значи на таа активност наша. Затоа мислам дека тоа е погрешен чекор на некој начин. Мислам кај нас не пали. Што би рекли ние? Да. Кај нас не може да помини тоа нешто. Билјана, ти што мислиш на тоа? Па вака, во последно време имавме едукација по основните училишта и по градинките. Започнавме во една од градинките, Кокиче, и навистина се запрепастивме од односот на најмалите, бидејќи тие се најискрените. Веќе кога ќе дојдат на некоја поодмината возраст, понатаму кон 13-14 години, веќе децата се формирани од самата средина, од влијанието и на родителите и на пријателите, а кога се вака мали и искрени, кога ги запознавме ние со зошто е добро да се вдоми едно бездомно кученце, како да го хранат, како да реагираат на улица на бездомните кучиња и мачиња, како да ја одржуваат нивната хигиена и сите тие работи. Се сеќавам дека јас и Цеце седевме во еден од нашите локали и истрча едно детенце кое се беше во прошетка со неговата мајка и ни постави прашање дали денес вдомивте бездомно милениче. Што значи дека ако се започне од рана возраст кај малите деца, да се потенцира зошто е убаво да се вдоми бездомно милениче, зошто е подобро, кои се предностите, тогаш мислам дека се врши една едукација кај малите деца, па се пренесува нормално. Малите деца можат многу повеќе да пренесат на постарите, отколку што е обратното кај нас. Тоа е истинското. Да.
Значи заклучокот е повторно дека треба да се работи на децата во овој случај. во секој случај. Тоест во секој случај треба најмногу да се обрне внимание за подигање на свеста кај децата. А возрастните можеби на овој начин преку разговори, преку прикажување на самото нешто и освестување ќе го достигнеме тој левел на свесност кој ќе биде во прилог наша секако и на околината. Друго нешто ме интересира, дали освен мачина и кучина, други животни вие налагат да се вдомат или пак не знам, пример, што се случува со папагалите во вашиот случај? Па досега не сме имале, барем јас од кога сум волонтер, не сме имале папагал за вдомување. Имаме, значи, пример слетал, не знам. Да, кога се јавуваат кај нас, кога не замолуваат да објавиме слики, например на желки, на папагалчина, кои веќе не можат повеќе да се грижат за нив, па ги подаруваме. Да се надоврзам на... Значи, сме имале случаи, така како што рече Стефити, да му слета папагалче, например, изгубено на балконот, и луѓето да се јават за помош, како да постапат со папагалчето, кај да се обратат, значи. Тогаш ние или ќе го земиме волонтерите, ако сме во можност, разбира, секако ако имаме мачки, како миленици, да. Не е баш соодветно, да. Тогаш го сместуваме или во Pet Shop миленици, например, папагалчето, тие многу често ни излегват во пресрети и ни се долго, значи, наши соработници, голем поздрав до нив. Pet Shop пријатели. Кога сме веќе кај темата папагалчина, наш денешен гостин е Стив, кој има потекло од Австралија. Тој живее, да кажам, во салонот LTD и јас решив да ви го представам денес. Тие ми кажаа дека тој можел да зборува, но бидејќи не му посветиле доволно внимание, тој останал нем. Но ако остане во моја закрила, можеби ќе го натерам да пее, како што пее и Јована. Некои тоа го имаат видено, но ако не, можеме да ја натераме и неа да ни запее денес нешто. Тоа беше мала дигресија околу Стив и Јована, нашите пријатели денес. Кажете ми, затоа што многу често ја споменуваме исхраната, затоа што вие нели се занимавате со ова работа и дали сметате дека вегетаријанството и веганството станаа мода денес? Затоа што мојата цел е не да пренесувам дека не треба да се храниме со храна од животинско потекло, туку едноставно да станеме посвесни кон животните. Дали сметате дека ова треба да биде поврзано со јадењето и нејадењето на животни со всушност одгледувањето на миленици? Како ја гледате таа тема, ваш поглед кон нештото? Па вака, сега, моје едно лично убедување е, мислам дека меѓу нас, волонтерите, конкретно во нашето здружение, има и луѓе кои воопшто не јадат месо, има луѓе кои се обидуваат да не јадат толку месо. Секој по своја желба. Сега, значи, навистина, ако се водиме да не ги дискриминираме сите животни, значи да не ги фаворизираме кучињата, само и мачињата, туку да им обрнеме внимание и на другите животинчиња. Навистина никој не заслужува да биде, да речам, да се изразам на таков начин, убиен, за да биде нахранет некој друг, па макар и да е човекот. Меѓутоа, секој со своја желба, секој со свое лично убедување. Наша најпрвенствена цел е згрижување на бездомните миленици, помагање на било кое живо суштество, на било кое животинче, на било кое маче, куче, било каков вид на животно. Меѓутоа, да се и наша една единствена цел, мислам приоритетна цел, е нивното згрижување. Па сега со тек на работите, како ќе оди нашата свест, како ќе проработува и нашата, се надевам, и свеста на граѓаните, спонтано, можеби ќе бидеме посвесни и за вегетаријанството, и за веганството, и за нивните предности. Јасно. Ме интересира со што се занимавате приватно, ако не е тајна? Приватно, да. Ние двете сме во образование, работиме во истото училиште, основното училиште Тодор Ангелевски. Јас предавам математика
таа предава англиски јазик. И всушност вие одвојувате време за ваков тип на активности како што го правите со Сдруженијето? Да, па тоа сакав јас и да го посочам. Ние сме волонтери, значи во Сдруженијето. Како што кажав, имаме своји професии, сите останати волонтери имаат или професии, или се ученици, или се студенти. Така да апелирам, значи, до сите граѓани на овој наш град да и пошироко да имаат разбирање за нашето време, да имаат разбирање за сите наши активности, за сите наши желби. Значи, ние сме волонтери со желба најмногу да помогнеме. И не би сакала да бидеме неразбрани доколку немаме време или доколку некогаш во некои моменти не можеме да излеземе на терен. Сепак имаме работни обврски, сепак сме луѓе со професии, со одредено време, значи секое максимално време го посветуваме на нашето волонтерство. Сме премногу зафатени, така да се обидуваме да одговориме на сите барања на луѓето, на сите барања на животните. Се обидуваме тоа. Колку можат луѓето да ви се придружат вас во активностите? Па луѓето навистина можат да ни се приклучат и јас мислам дека е крајно време да престанеме да обвинуваме на интернет и на Facebook профилите и по институциите и по се друго, затоа што секој си носи своја вина нормално и одговорност. Меѓутоа, ако ние навистина сакаме да бидеме хумани и да помогнеме, тогаш барем во најмала рака, кога ќе видиме некое животинче на улица, кученце или маченце, можеме да го однесеме до најблиската ветеринарна станица или барем да го нахраниме. Прекрасно, Билјана. Цеце, кажи ми, кој беше твојот мотив за да го правиш ова нешто во животот? Кој беше можеби твоето прво милениче кој те мотивира ова да го продолжиш? Значи, твојата грижа околу животните да биде толкава, ништо требаше да ти се разбуди во тебе за да стигне до овој степен. Што беше тоа што те натера? Јас сум од малечка, тоа ми е вродено веќе, љубител на животните и од мала уствари сум ги правела овие работи, иако несвесно, значи за нивната состојба на улица, дека би нормално секое мало дете не е свесно што може да му се случи на секое животинче. Најповеќе, значи, баш кога го оформувавме Сдруженијето, ние неколку души што сме во структурата, значи идејата дојде од тоа што на самите бездомни животни му треба помош и дека сме ние тие што треба да им помогнеме. Гледаме ситуацијата во нашиот град, во нашата држава, гледаме како завршват, значи секогаш страдаат, секогаш се злосторство, значи се врши низ на бездомните животни. Имало и случај, нели сега последен случај со кучето Идрис што беше во Скопје, убиството негово, свирепо убиство, така да, значи од самите немили настани, уствари потекна оваа иницијатива. Кои се вашите моментални активности? Што правите во моментот? Па, нашите моментални активности се организирање на неколку штандови. Организиравме новогодишен штанд, организиравме штанд на празникот Великден. Имаме за вдомување, значи, на тие штандови и моментално околу 20 мачиња кои се згрижени кај наши волонтери, исто така околу 15 кучиња и затоа напоменавме дека моментално Сдруженијето на некој начин стагнира и не може да излезе во пресред да преземеме некое бездомно кученце или маченце и апелираме до граѓаните на нашиот град, доколку можат да го причуваат, па излегуваме во пресред за негово вдомување. Исто така во однос на сите едукации што ги спроведивме по основните училишта и во едно од средните училишта, горната гимназија. Тие едукации ние ги направивме сосема самоиницијативно. Се разбира, наидовме на големо разбирање од страна на директорите на училиштата и големо разбирање и соработка и со дечињата и со тинеџерите кои не слушаат.
презентациите се однесуваат на тоа зошто е добро да се вдоми едно бездомно кученце или маченце и како придонесуваат домашните миленици за развој на психолошките особини и кај најмалите, па и до тинеџерите. Тоа е многу интересна тема. Да, значи се почува со одговорноста, со самодовербата, на крај се завршува со дисциплината, дури има нешто што се практикува во останатите поразвиени земји, каде што малите деца кои што имаат проблем со читањето, многу подобро го совршуваат читањето со читајќи им на своето домашно милениче, отколку на пред наставникот или пред родителот кој се разбира, тоа ние сме така порастени да не навраќа назад, па создава едно чувство, многу поголемо чувство на несигурност, отколку тоа дете само постојано да си повторува. И мислам дека многу од децата научија што е самодоверба, зошто треба да бидат одговорни. И се надевам дека ќе се спротистават на своите родители, заради тоа што тоа е мој впечаток личен, мое убедување дека родителите се повеќе наклонети кон техниката, отколку современите родители, отколку кон природата, мислејќи дека бездомните кучиња и мачиња се извор на бактерии, што мислам дека е докажано дека мобилниот телефон е најголем извор на бактерии и зрачење. Така да, па поаѓајќи од таму, јас имам обичај да кажам сегде онаму каде што децата не ќе да ја пишуваат својата домашна задача, мислам дека не треба да се одиеве како наставник, не треба да се оди со казна, обично се казнуваат со одземање на мобилниот, со одземање на таблетот или лаптопот. Секаде онаму каде што исто така кај возрастните има покачување на висок притисок, има некој вид на депресија или било какво друго заболување, значи тоа најодговорно го тврдам, јас сепак мислам има и некој кој може да ме поддржи во моето тврдење, дека во моето убедување дека домашните миленици се многу добар смирувач, многу добар соодветен лек, најдобар лек за смирување на сите наши проблеми, на секое покачување на нашиот крвен притисок, на секој проблем кој што ги има секако во секоја куќа каде што има деца, значи одговорноста, самодовербата, дисциплината, она е најдобар, домашниот миленик е најдобриот учител за едно дете, за да му каже што е тоа дисциплина, за да не мора се разбира да биде агресијата и сето тоа што е нормално како лоши последици од некое однесување кај децата и кај родителите да биде секогаш изразено на најлош начин. Точно така. Значи јас те поддржувам со тоа што го кажа за смирувањето, моментот за тоа што мислам дека подобар лек од кучето како пријател нема. Нешто да сакаш да се надополниш, Цеце, околу вашите активности сегашни? Ние имавме една кампања, уствари, да, овие се флаери. Кампањата "Вдоми спаси живот, не купувај". Оваа кампања заврши многу позитивно. Значи имавме и партнери во кампањата. Поздрав до нив. Исто така и спонзор. Значи баш со овие флаери така наречени или водичи, ние што се ги нарекуваме, прикажани се кучиња за вдомување, зошто да се вдоми, а не да се купи животно. Зошто и што значи тоа да се спаси едно бездомно животно. Значи објаснувањето е во овие флаери кои што ги имавме на нашите штандови. Исто така и во училиштата им беа достапни на учениците. Кампањата заврши многу позитивно и се надевам дека и наредната година ќе продолжиме понатаму со реализација. Исто така сакам да напоменам дека направивме повик до сите граѓани, сопственици што имаат домено животни, да стават слики на нашиот повик на Facebook профилот со нивна мисла, зошто да се вдоми, а не да се купи миленик. Значи тоа е најактуелната активност сега што ја имаме во моментот.
Јас имав прилика да присуствувам на настан каде што имаше презентација куче, обучено куче да се грижи или да ги извршува основните потреби на луѓето со инвалидитет. Дали таа тема би можеле да активираме тука кај нас, затоа што јас се почесто ја споменувам таа тема за лицата со посебни потреби, затоа што навистина тие имаат потреба од помош. Значи, како што бездомните животни имаат потреба од помош, и овие луѓе имаат потреба од помош, зависни се едноставно од другите. Дали би можело, пример, некако да се спојат тие дресери за таа намена со овие бездомни животни кои се вдомени? Што сметате за таа идеја, пример? Да, таа идеја, значи, сегде во странство се практикува, гледаме сите и на YouTube, секој може да отвори да види клипови снимани и во емисии странски. Имавме сега последно, значи, на протестот во Скопје, едно дете во количка со инвалидитет и куче лабрадор до него. Значи, буквално на кучето му пишеше дека е уствари обучено куче, се работи за обучено куче баш за таа намена, да му помогне на детето. Што значи тие го зеле, добивме информација дека го зеле кучето од друга земја. Што значи кај нас се уште тоа не се практикува, меѓутоа ние се залагаме и за таа идеја да биде остварлива во нашата земја, да има обучувачи. Дресерите наши пред се мора да се обучат претходно, тие се специфични случаи каде што мора навистина и одговорни случаи, да, на тоа сносат одговорност. Предавање на кое што бев јас, всушност човекот беше вратен од Швајцарија, мислам. Мислам дека неговото име е Тони. Не се сеќавам од каде е точно, дали од Куманово, не сум сигурна, но тој всушност веќе започна обука да прави на кучината во Македонија. Што значи дека, еве ви информација, можете секако да направите спојка некаква и веќе да започне да се случува тоа и во Битола и така натаму да се проширува веќе и во Македонија. Значи веќе започна тоа нешто да се случува и тука кај нас, што значи мене многу ми се допадна таа негова идеја и тоа што тој го направи како чекор, тој не живеел тука, значи многу долги години и решава се врати во Македонија и да го даде тоа што може да го даде, затоа што е обучувач на таков тип на кучина и всушност да ја реализира таа работа тука кај нас, затоа што ние всушност имаме потреба од тоа. Темата Македонија и надвор од Македонија. Што се случи со вас? Зошто станавте во Македонија? Зошто не заминавте надвор? Што сметате дека треба да се прави, да се бориме за тоа што има недостаток тука кај нас или да одиме да бараме подобар живот надвор? Зошто ете, вие наместо пример надвор да волонтирате и толку активно да се борите, таму е нели малку посредено, зборам за западните земји. Што мислите за тој став, за живењето тука и надвор? Мислам дека ние сме луѓе што се ја сакаат земјата пред се. Затоа и ја почнавме оваа работа, уствари ова е придонес. Ова е навистина голем придонес ние што го работиме, така ние гледаме нормално за бездомните животни, значи што се залагаме, значи мора и то некој да го прави. Ако не сме ние, може да не биде никој. И може да завршиме како некои земји што се многу помалку развиени од Македонија. Така да, мислам дека тоа е субјективно, тоа е индивидуално за секој поединец, си одлучува зошто не во странство, зошто тука, например. Ти, Билјана, што мислиш на таа тема? Јас мислам дека што се однесува до мене, мислам од љубов кон татковината. Од љубов кон оваа земја, сепак верувам дека имаме потенцијал, имаме капацитет, имаме интелигентни луѓе, имаме интелигентни деца кои мислам дека можат да придонесат ова наша мала држава да ја исправиме сите заедно. Како што потенцирав, мислам дека е доста од обвинувања. Ако секој од нас се залага да биде, како што велам во една од моите презентации, барем 50% добар, колку што нашето домашно милениче мисли дека сме, мислам дека ќе придонесеме многу и за оваа наша држава, целокупно, затоа што работите се вртат во круг, сите се спонтани, сите се поврзани, со подигнување на свеста за многу кај нас, многу работи,
Мислам дека ќе дојдеме до решавање и на многу побитни работи, ќе го најдеме начинот на кој би се решиле тие да ни биде подобро на сите нас. Прекрасно кажано, Билјана. И всушност одамна го кажав затоа што какви што ни се мислите така и привлекуваме. Да. И забележувам дека всушност тие луѓе кои се похумани по природа започнале веќе со акција. И нашата цел е да ги мотивираме тие што веќе заспале. Што значи дека во секоја сфера, без разлика дали е темата со животните, дали е мојата уметничка тема, дека секој треба да започне да го прави тоа што може да го прави и да се осеќа плюс во општеството и да придонесе едноставно со тоа што може да придонесе. Се надевам дека сето ова допира до вас, мои драги гледачи. За вас имам по еден подарок. Повелете, че ова е мојот албум Ретроперспектива, малку музика. А на темата со животните, ако имам подобри услови, здраве Боже понатаму, ќе си земам уште некое другарче на Јована. Се надевам дека ќе го пречека со среќа, затоа што малку е љубоморна на другите животинчиња. Ви благодарам на гостувањето. Благодариме и ние тебе. Јована! 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 Јовче! Браво! Браво, Јована! Јована! Јованче! Јована! Во нашиот живот секогаш имаме потреба од домашно милениче, затоа што тоа ќе не потсетува на безусловната љубов која лежи длабоко во сите нас. Тоа ќе не научи да даваме безрезервна љубов и на другите. А лојалноста? За него е поим кој важи како правило број 1. Доколку ги следиме неговите чекори, нашата лојалност и кон луѓето ќе стане поголема. Кога ќе се поврземе со неговата душа, во нас се создава силна врска на одговорност кон животот воопшто. Затоа што ако одреден живот зависи од твоите постапки, јасно е дека стануваш посовесен човек. Тоа е пријателот кој има нераскинлива врска со тебе. Пријателот кој при секоја средба со тебе ќе има најголемата радост. Пријателот кој не е зафатен за да те сослуша кога ти е тешко или пак да нема време за тебе. Да се замислиме за подлабоката поврзаност на човекот со животните, за влијанието кое го имаат тие врз нас, за нивната моќ да не смируваат и да ни ја балансираат енергијата. Да се замислиме каков е нашиот однос кон нив. Да се замислиме. Моментално со нашата нутриционистка Елена Чороловска се наоѓаме во мојата мини градина, која што решив да си ја создадам, инспирирана од желбата за да се грижам за своето здравје и за здравиот начин на исхрана, односно да го негувам своето тело. Со тоа што ќе дадам љубов на таа градина, се надевам дека таа љубов ќе ја пренесам точно и на моето тело. Тука имаме посадено доматче, пиперка, тиквички, некое морковче, макдонос и можеби, ако имаме време, уште нешто ќе си присадиме, но во секој случај како за почеток и за еден старт на мини градина, мислам дека е одлично. Со Елена сакам да го искоментирам точно тој момент за садењето и за давањето љубов прво пред се на храната. Ајде малку околу таа тема да издискутираме. Мило ми е кога зборот љубов го поврзуваме со здравието и здравиот начин на живот, бидејќи како што кажавме целата емисија твоја е со љубов, така и градината која што си ја садиш, она енергија која што му ја пренесуваш на храната, таа енергија добиваш. Значи колку љубов му даваме на храната, толку таа нас ни возвраќа. И ако можеш да ме издискутираш темата околу здравието и тоа што внесуваме всушност, кој е линкот помеѓу двете?
ќе поврземе природата со здравието. Бидејќи здравието доаѓа од природата, ние сме уствари тоа што го јадеме. Сушно здравието не представува само отсуство на болест, тоа е и секое расположение во кое што ние се наоѓаме. Значи, доброто расположение всушност е здравие. Значи, здравието значи задоволување на автентичните потреби, односно слушање на самиот себе. Што значи, самото тело, нашето тело е толку способно за саморегулација, да си каже во секој момент во одредена доба која храна му е потребна. Значи, кога здравието го поврзуваме со природата, тогаш треба да ја прифатиме онаа храна што нас Бог ни ја дарувал и баш во она форма каква што ни ја дарувал. Значи, каква што природата нас ни ја дарува храната, најдобро е ние да конзумираме. Односно, плодот да го скинеме, да го конзумираме онаков каков што е од дрво, се разбира добро исчистен. Плодовите да ги собереме и да ги конзумираме онакви какви што се, без додатно обработување, односно готвење, изложување на висока температура. Зошто сега тоа го споменувам? Сакам да истакнам огромната моќ на свежата храна, односно свежината која што храната нас ни ја дава. Бидејќи, како што секогаш кажувам, живата храна живот дава. Делот каде што Сушност, делот кој што нас ни е битен тука се ензимите. Ензимите кои ние ги внесуваме од свежата храна, се токму оние кои што го поттикнуваат нашиот метаболизам подобро да функционира. Како што спомена, свежата храна е доста подобра да се конзумира. А што се случува околу самата здрава исхрана, значи искривената слика околу здравата исхрана? Малку искоментирај ми го тој момент. Ете, во денешно време, за нас луѓето, самиот збор здравје не значи не го поистоветуваме со зборот исхрана. Тука е нашата голема грешка. Значи, приоритет, моментот каде што ние правиме искривување на сликата за здравата исхрана е моментот каде што акцентот го ставаме на надворешниот изглед пред се. Значи, се подврнуваме на некоја исхрана, односно диета, само за да постигнеме надворешни резултати кои се видливи на нашето тело, не обрнувајќи при тоа внимание што нашето тело однатре кажува. При тоа таквата искривена слика нормално е поддржуваат и медиумите. Мора маркетиншки да се поддржи тоа. Пример ќе споменам сега моментално актуелната хроноисхрана, каде што хронопроизводи можеме да најдеме во секој маркет. Никој не се запрашал дали таа исхрана е здрава. Сите гледаат дека има резултати, да, навистина се слабе од таа храна. Но што е она што на нашето тело всушност му треба, што е правилното, што е здравото? Тука е нашето искривување. Не сме си расчистиле што е правилно. Се одиме кон некои можеби ригидни стилови на исхрана само за да постигнеме надворешниот изглед, да го подобриме и како што напоменав. Многу често споменуваш саморегулација. Што подразбираш под тоа? Значи, како што споменав претходно, нашето тело е толку многу паметно да знае во одреден момент која храна му треба. Затоа ние треба добро да го слушаме нашето тело. Претходно добро да го прочистиме и да го испостиме и тогаш нашето тело самото си кажува што му е потребно. Единствено што ние треба да направиме не толку напнато и ригорозно да гледаме кон стилот на исхрана, туку да седнеме да ги проучиме намирниците. Самите да си видиме, да си знаеме која храна што ни носи, да научиме кои се добри комбинации, да знаеме да ги споиме која овошје со која храна, како може да се спои во исхраната, во кој дел од денот овошјето се препорачува да се јаде, во кој дел од денот се препорачува какви комбинации да се јадат, не мешање на протеини со скроб во еден оброк или не мешање на две протеински намирници во еден оброк. Значи, сакам да кажам дека кога ние ќе се потрудиме да сведеме нашата храна на наедноставна, задоволувајќи ги најавтентичните наши потреби, тогаш нашето тело ќе се чувствува идеално. Тоа би бил идеален момент и тогаш баш е таа саморегулација. Телото сиди на ниво каде што нема никакви пореметувања, немаме здравствени проблеми, имаме добро расположение, сме полни со енергија. Тоа е моментот кој сакам да го надовестам, дека во денешно време сите се жалиме од анксиозност, депресија, недостаток на енергија и не знам кои не други здравствени проблеми.
Сето тоа може многу едноставно да се реши со здравата храна, односно со правилното комбинирање на оброците. Затоа денес се представуваме градината како љубов, како правилна исхрана и како она што ние треба да се насочиме. Јас сметам дека доколку се вратиме сите кон оние не размислувајќи толку да брзаме во животот, да му посветуваме внимание на материјалните работи, би се навратиле баш како тебе, да се навратиш на старите корени, каде што си наоѓаш мало парченце земја, му даваш љубов, работејќи го тоа и покрај твоите основни обврски, дека тогаш би се чувствувале ние максимално исполнето, бидејќи таа храна која што нас ни ја дала токму од земјата која што си ја поседуваме, ќе ни исполни со толку љубов и со толку многу позитивна енергија. Тоа е она што мислам дека нас на сите ни е потребно. Едно парче мир можам да го наречам. Како што во моментот се осеќам баш на токму на твоето место, мирно и спокојно. Точно така, заклучок од сето ова можеме да донесеме дека всушност колку повеќе му даваме љубов на нешто, посебно на исхраната, ние всушност се исполнуваме со повратна енергија, односно со позитивна енергија. Затоа можеби не секој во можност да се одгледува градинче или нема услови, но во секој случај треба да му дадеме внимание и љубов на воопшто оброкот што го јадеме во текот на денот. Се надевам дека овие совети ви се од голема помош.
Вистински да го сватиме постоењето на животните како наши пријатели и за почеток да имаме брза реакција со вдомување на барем едно животно. Со сигурност ќе станеме посреќни и двете страни. Со љубов, ваша Стефанија. Слушнав дека си тажен, си загубил верба, се станал лажен. Затоа ја